Десетици сендвичари и тобако киосци низ Скопје се ставени на список за уривање, откако општините донале одлука за отстранување на диво поставените објекти. Сопствениците се загрижени и сплашени да зборуваат јавно, но стравуваат дека нивните објекти наскоро ќе бидат срамнети со земја. Од градот пак порачуваат дека ќе се постапува секаде каде што има узурпација на велосипедски и пешачки патеки, како и на зелени површини. Ред мора да има и нема да се прават отстапки кога станува збор за објекти поставени без документација, вели градоначалникот Орце Георгиевски. Има неколку примери во одредени општини. Пример општината од кај што доаѓам јас. Во сред амбуланта има поставено времени објекти без никаков документ. Тоа е редот и достоинството кое што граѓаните го заслужуваат? Не, ред мора да има. И без разлика дали на некого тоа му пречи. Тука сме категорични со колегите дека ред мораме да направиме. Еве на Битпазар има едно тобако кое што невозможно е да се функционира од тоа тобако. Насред велосипедска и пешачка патека ќе биде отстрането. И таа порака сакам да биде јасна и сите да ја знаат. Георгиевски уверува дека селективност нема да има и дека институциите ќе постапуваат согласно законот. Додава дека во минатото на некои луѓе им било ветувано дека можат да градат или да работат без целосна документација и дека никој нема да ги чепка, а сега за нив ќе се бара решенија. Овие аномалии на системот, колку и да се болни, ние ќе гледаме да најдеме алтернатива, да помогнеме на тие наши сограѓани, кои што некој ги довел во заблуда во минатото, ветувајќи им дека бесконечно ќе трае процес на узурпација или делување спротивно на закон, ќе бараме начин да им помогнеме. Нив имаме мерки како град Скопје кои што ги планираме во таа насока за поддршка нивна, но мораме да постапуваме. И тука законот е јасен. Останува нејасно дали на сопствениците кои поднале барање за легализација ќе им биде одобрено тие да продолжат со работа. Во меѓувреме, општинските служби по барање на градот започнаа уривање на летните дискотеки за изградба на нов луна парк.